Ако не следите од самиот почеток, тогаш и делумно ги знаете нашите содржини. По метеото следува нашата Марија на лице место, а потоа и нашата утринска или централна тема. Ќе зборуваме за новиот рекорд кој што е поставен во подводната пештера Врело. Но претходно минути за нашата Марија и повторно ќе се надоврзам на почетоците од емисијата Утринава, кога со актерката Маја Андоновска-Илиевски зборувавме за представата на знаковен јазик 3 и улав кој што се впрочем представи и за детската и за возрастната популација, а се наменети секако за лицата кои што имаат кои што имаат оштетен слух. Токму и тоа ќе биде темата на која што ќе зборува Марија во продолжение за нивните бројни и секојдневни предизвици со кои што се соочуваат овие лица. Марија повели заедно со твојата соговорничка Ирина Лозановска-Панчевски, која што инаку е член на Сдруженијето Кохлеарно срце. Добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас. Токму така, денешната тема на лице место е за предизвиците со кои се соочуваат лицата со оштетен слух, но генерално и дечињата, без разлика дали станува збор за предизвиците во секојдневието или пак во самиот образовен систем, но исто така ќе напоменеме нешто и за тоа дали постои стигматизација за носење на имплементиран кохлеар кај самите дечиња. Повеќе на оваа тема во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка Ирина Лозановска-Панчевска, која е родител на дете со имплементиран кохлеар, но воедно и член на Сдруженијето Кохлеарно срце. Да и посакаме добро утро. Добро утро од мене и добро утро на сите гледачи на Телма телевизија. На самиот почеток, најважно е да кажеме со какви предизвици се соочуваат самите, повозрастните лица, но генерално и дечињата. Предизвици во секојдневието, можеби во образовниот систем, во здравствениот систем, кои се оние главни предизвици со кои се соочуваат? Вака, прво и основно мора да нагласам дека децава не само децава, него луѓето со оштетен слух се луѓе кои што имаат сетилно попрачување и е еднакво на носење на научари. Прва и основна работа, тука се подценети кога ќе видат дека им носат апаратче затоа што не зборуваат тие дечиња или возрастни, веќе се подценуваат и не ги прифаќа општеството еднакво како што ги прифаќаат лицата со оштетен вид. Кое друго? Рачунајте дека тие се лица кои што немаат активен вербален говор, комуницираат на знаковен јазик. Ќе зборувам општо за сите лица. Замислете еден ден да треба да влезеш во банка, да се разбереш дека треба да подигнеш кредит. Човекот од другата страна не зборува знаковен јазик. Не знам, да влеземе во здравство. Треба да влезеш на гинеколог и ти треба преведуваш за да можеш да ја примиш соодветната терапија. Или ќе кажам една дубава работа, доаѓаш на свадба. Имаш црковно венчавање и не го разбираш текстот кој што ти го кажува попот. Значи, ни треба свесноста дека овие луѓе се високо функционални, меѓутоа единствена пречка им е комуникацијата, а тоа е знаковниот јазик. За жал, во Македонија знаковниот јазик некако е подценет. Знаковниот јазик може да биде комуникација не само на глувите лица, на сите невербални лица, особено дечињата, тука зборувам и аутистичниот спектар, затоа што знаковниот јазик е многу гестовен, лесен за разбирање, меѓутоа имаме монопол во изучувањето на знаковниот јазик, тоа го држи Сојузот на глуви, продуцираат само кадри за толкувачи, кои што обуки се многу долги, нередовни, и тука доаѓаме ние родителите на глуви деца, слушни родители на глуви деца. Нашите деца изучуваат знаковен во училиште, со специјален едукатор и рехабилитатор, меѓутоа ние родителите не. И секако, на крај морам да потенцирам дека за се ова да функционира безпрекорно, пред се е неопходна раната диагностика и раната интервенција, за да можеме да почнеме да работиме со децата од нивна најмала возраст и секако ова целото треба да биде насочено кон семејството, затоа што сепак на крај на денот децата и возрастните се најдолго време од своето време во семејството и со семејството. Токму и тоа сакав да ве прашам, вие како родител на дете со оштетен слух, на какви пречки пак вие наидувате? Огромен број на пречки. Јас во моментот ни е комуникацијата и знаковниот јазик. Јас во моментот војувам војна дека треба да се отвори
курс. Не може да биде курс, значи изучување на знаковен јазик, кој што ќе биде наменето за секојдневна употреба, затоа што јас, да речеме, дома имам тинејџер, кој што има свои први љубови. Неговата дилема пред некој ден беше зошто девојчињата имаат цела палета за шминкање, он нема. Меѓутоа, нашата комуникација се сведува на сликички, затоа што тој го знае знаковниот, а ние каскаме затоа што нас не ни е природен. За разлика од децата кои потекнуваат од глуво семејство, на нив знаковниот јазик им доаѓа природно и нивниот мајчин јазик. Кај нас, верујете, и на нас ни е тешко, прво функционалноста на прстите ни е несоодветна. Понатаму прифаќањето на буквално стигматизацијата, затоа што кога ќе видат дека не може децата да се разберат со него, едноставно го избегнуваат. Он и да излезе со децата, еве тука се секоја вечер во парк, генерално он поминува време на телефон, затоа што никој од другарчињата не го зборува знаковниот јазик, па не може ни да му пристапи или да го праша нешто, да му одговори, да се направи класична конверзација. Овој разговор веднаш го започнавте со таа стигматизација, напоминавте дека носењето на тие слушни помагала е подеднакво исто како да носиш очила, доколку нели имаш проблеми со видот. Ето, напоминавте повторно дека постои таа стигматизација кога дечињата ги одбегнуваат таквите дечиња. Што според вас треба да се преземе во ваква ситуација? Кој сметате дека е виновен на некој начин што постои ваква стигматизација? Виновник. Не можам да кажам виновник, меѓутоа мора да почнеме самите ние како група заедно со глувите и ние родителите на глуви деца и да им покажеме дека овие деца се високо функционални и можат да придонесуваат подеднакво и исто према државата и према буџетот на државата, како и сите други луѓе. Нивниот проблем е начинот на кој што ќе се презентира материјалот кој што треба да го совладаат и да го научат. Исто така, треба да се колку луѓе околу нас сме виделе дека носат апаратче, не зборуваме само за кохлеарен имплант. Значи, дури и возрастните, баби, кои што со самата старост го изгубиле слухот, едноставно не сакаат да стават апаратче за да не видат дека не слушаат. А не е проблем да ги стават на очарите и да гледаат. Мислам дека треба да почнеме од тука, затоа што нема да го решиме проблемот на повисоко ниво, доколку не го решиме основниот проблем, дека кратко речено, лицата кои што носат наочари можат еднакво да направат како лицата кои што носат кохлеарен имплант или амплификатор апаратче за слушање на звукот. Видите, треба да се реши основниот проблем. Кохлеарно срце постои повеќе од 7-8 години, ако не се лажам. Зашто поточно Сдруженијето се залага? За да се решат овие предизвици со кои се соочуваат овие лица? Ние кохлеарците сме малку астигматизирани од самото Сдружение на глуви, затоа што со имплантацијата на кохлеарот ние влегуваме во светот на слушните. Меѓутоа, рачунете дека децата добиваат механички звук, затоа што тоа е процесор во главата, која што само го трансформира бранот звучен во механички импулс во мозокот. Значи, прво и основно они треба да самата рехабилитација е битна, затоа што децата треба да научат да го препознаваат секој звук што значи. Второ, сите, значи целиот процесор и сите работи што следат со него, исто така коштат финансии, имаме батерии, кабли, одржувања, филтри, рехабилитација секојдневна, која што дел успеавме да се договориме со фондот ЕПОД, го покрај фондот, дел се уште не, и мораме да ја подигнеме свесноста дека треба да се направи диагностиката меѓу 6 месеци и една година и имплантацијата да отиде веднаш на година дена, за да можеме за 3-4 години да добиеме детенце кое што веќе развило основен говор. И колку е потребно од прилика? Во прилика, значи светските трендови одат дека доколку одиде имплантацијата до година дена, меѓу 4-5 годишна возраст веќе детето ќе направи основен говор. За жал, во Македонија најрано имплантирани се некаде од 2,5 до 3 години, значи нема испод 2,5 години,
А ние доцневме, ние сме дете на ајде да кажам, немаме рана интервенција и немаме рана имплантација. Имплантиравме на 5,5 години и за жал целата рехабилитација касне и одложена, меѓутоа одиме многу напред. Ви благодарам за одвоеното време и навистина ми беше драго што направивте простор да ја доближиме оваа тема до нашите гледачи, со оглед на тоа дека навистина станува збор за проблем со кој се соочуваат овие лица и верувам дека треба да се реши, да имаат безбедно и безпрекорно секојдневие како останатите. Ви благодарам и на вас за можноста за да ги предучиме проблемите и предизвиците со кои се снаоѓаме и се надевам дека на следниот разговор ќе кажеме по нешто на знаковен јазик. Се надеваме, ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека го задрживме вашето внимание со оваа тема, со оглед на тоа дека навистина станува збор за важна тема за сите, не само за лицата со оштетен слух и лицата кои што носат кохлеарен апарат. Се гледаме повторно некаде околу 9 часот и 40 минути со тема која што повторно верувам дека ќе ги засега нашите гледачи, односно за зависноста од коцкање, како се појавува истата и какви се проблеми и негативни страни произлегуваат од таа зависност.